Драги гледачи, добро вечер. Во вечерашната емисија од областта на сообраќајот и на туризмот ќе се осврнеме на новините во Законот за безбедноста на сообраќајот, кој стапи во сила од 1 октомври годинава. Гицо Василевски, бивш инспектор во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, ќе ги изнесе најкарактеристичните моменти од овој закон. Освен тоа, го донесуваме и прилогот за обучувањето на сообраќајните милиционери за контрола и регулирање на сообраќајот. Во рубриката за туризмот ќе говориме за годинашната туристичка сезона во Охрид. Низ искажувањата на Драган Михајловски, началник на одделението за стопанство при собранието на Охрид, Илија Зарачиновски, председател на туристичкото друштво Билјана, и на Ангеле Ќосевски, директор на угостителското предпријатие Палас, ќе се обидеме да направиме осврт на досегашните успеси во областа на туризмот во Охридскиот регион. На 29 март ова година Сојузната скупштина го донесе законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата, кој ќе влезе во сила од 1 октомври ова година. Тој закон новелирано ја регулира материјата што до сега беше регулирана со основниот закон за безбедност на сообраќајот на патиштата и ускладено со новиот устав на СФРЈ, меѓународните спогодби кон кои пристапила нашата земја и нараснатите потреби за поинакво регулирање на одделни односи во сообраќајот. Тој закон содржи повеќе новини, помеѓу кои како побитни се: прво, законот содржи посебно поглавје за основите на патиштата, што не беше случај во основниот закон за безбедност на сообраќајот, каде се регулира статусот на патиштата, категоризацијата и минималните услови што треба тие да ги исполнуваат за безбедно одвивање на сообраќајот. Новина е во правилото за движењето на пешаците вон од населените места. Според досега важечкиот основен закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, кога пешаците се движеа вон од населените места, тие беа должни да се движат по крајната лева страна од патот во правецот на движењето. Сега законот прави исклучок да по находување на пешакот, ако он смета да му е побезбедно да се движи по десниот рап на коловозот, на одделни кривини, преслапи, усеци и така натаму, може пешакот кога не се движи во организирана колона да се движи и по десниот рап од коловозот. Исто така новина е за брзината на движењето низ населените места. И сега законот општото ограничување начелно го има задржано до 60 км на сат за сите возила, со тоа што сега е направен исклучок на одделни сообраќајници што минуваат низ населените места. Ако сообраќајно-техничките услови дозволуваат, може со посебен сообраќајен знак да се допушти и брзина поголема од 60 км на сат. Исто така за толеранцијата на алкохолот во организмот кај возачите беше водена широка дебата во Сојузната скупштина при донесувањето на законот и се застана на становиште да и натаму толеранцијата се задржи до 0,5 промили кај одделни возачи, али категориите на возачите кај кои не е дозволена никаква толеранција е проширена, а тоа се кај возачите што управуваат со моторни возила од категориите С и Д, потоа возачите што управуваат со моторни возила со кои се врши јавен превоз, како и возачите на кои возењето им е основно занимање, кај тие категории не е дозволена никаква толеранција на алкохол. Има новини во подготвувањето на кандидатите за возачи на моторни возила. Имено во законот е само речено да кон полагање на возачки испит може да пристапи само кандидат кој претходно се подготвувал за тоа. А каде и како тоа подготвување ќе се врши, допуштено е на републиките и покрајните да тие со свој прописи го регулираат. Становиште е на ниво на федерацијата дека обуката треба да добие општествен карактер и не смее да се дозволи состојби какви до сега ги имавме. Раководејќи со таквите становишта и ние во првата верзија на Републичкиот закон за безбедност на сообраќајот го регулиравме тоа така да обуката се врши исклучиво преку автошколи, со тоа што ќе се даде еден разумен рок
во кои ќе треба да се формираат автошколи во местата каде такви не постојат. Битна новина е и по прашањето на соодветна стручна подготовка. Имено во основниот закон за безбедноста на сообраќајот на патиштата беше речено за добивање на возачка дозвола од С и Д категорија покрај другите услови, кандидатот да мора да има и одговарајуча стручна подготовка. На база тоа ние со Републичкиот закон за безбедност на сообраќајот на патиштата кој влезе во сила во октомври месец 1971 година, рековме како одговарајуча стручна подготовка да е средна школска спрема во занимањата возач, автомеханичар, кондуктер и сообраќаен техничар. Тие услови праксата покажа да се доста тешки, односно од влегувањето во сила на тој закон па до денеска скоро немаме ни еден возач од таа категорија што се здобил со дозвола со таква квалификација. Становиште е и на ниво на Федерацијата да за воиднина во прописите за безбедноста на сообраќајот треба да се пропишат условите кои се сврзани со безбедноста, а не и нужните стручни квалификации што се потребни во стопанството. И тоа ќе треба воиднина да самите организации на Сдружениот труд во своите нормативни акти да кажат возачот и каква друга стручна подготовка треба да има. Со ова мислиме да разрешиме и тренутно еден проблем што го имаме во Републикава. Имено релативно голем е бројот на лица што поседуваат товарни моторни возила во приватна собственост и ги користат исклучително за сопствени потреби. Тие возила се разврстени во категоријата С, а собствениците на возилата поседуваат возачки дозволи од категоријата Б. Нормално, органите за контрола на сообраќајот ги гонат таквите прекршители, ги исклучуваат од сообраќај и така натаму. Тие изразуваат желба да бидат допуштени да полагаат испит за С категорија, меѓутоа, као што спомнав, условите се тешки кои не ги исполнувале таквите собственици на возила. Се надеваме сега со Републичкиот закон нов наш за безбедноста на сообраќајот да ги либерализираме тие услови, односно сите такви собственици на товарни и моторни возила да исполнуваат услови за допуштање на возачки испит за С категорија, со што и би се разрешил проблемот. Новина е исто така што институтот на редовни контролни лекарски прегледи е изоставен во законот. Имено според се уште важечкиот основен закон за безбедност на сообраќајот, одделни категории на возачи, особено оние кои управуваат со возила со кои се врши јавен превоз, подлежеа на обврска на периодични редовни контролни лекарски прегледи. Тој институт законот го има изоставено, а го задржа само институтот на вонредни здравствени лекарски прегледи, на кои се упатуваат возачите за кои основано ќе се посомнева дека психофизичката способност му е намалена за управување и тие со решение на надлежниот орган се упатуваат на такви прегледи. Нов институт во законот е упатувањето на проверка за познавањето на прописите од областа на безбедноста во сообраќајот. Имено возач кој ќе направи повеќе и потешки прекршоци се упатува на проверка на знаењето од познавањето на прописите за безбедност на сообраќајот и доколку на таа проверка покажи негативен резултат, возачката дозвола ќе му се одземе на возачот, со тоа што ќе му се овозможи повторно да се јави на таков испит и возачката дозвола ќе му се задржи се додека не покажи позитивен резултат од таа проверка. Новина е и тоа што се проширени овластувањата на овластените службени лица во контролата и регулирањето на сообраќајот, односно на милицијата, за временно одземање на возачките дозволи на лице место. Според основниот закон за безбедност на сообраќајот, тоа право го има само во случаевите кога ќе констатира дека е возачот болен, заморен, психички растроен, под дејство на алкохол или некои други наркотични средства,
Овластувањето беше да му се одземи времено возачката дозвола и подредена постапка во рок од 24 сати требаше или да му се врати дозволата или со пријава да се испрати до надлежниот судија за прекршоци. Сега законот изричито наредува на таквите службени лица, односно на милицијата, кога ќе констатираат одредени прекршоци, задолжително да му ја одземат возачката дозвола на лице место. И во рок од 3 дена треба да ја достави преку матичниот орган до надлежниот судија за прекршоци, а судијата за прекршоци во рок од 7 дена ќе мора да се произнесе дали возачката дозвола ќе му ја врати на возачот или со решение ќе му се одземи за подолг период. Новина е и во казнените одредби. За правните лица скоро утростручена е паричната казна за сообраќајните прекршоци што можат тие да ги чинат и одговорните лица во правните лица. Потоа мандатните казни исто така зголемени се за одделни прекршоци до 100 нови динари вместо до сегашните 50 и така натаму. Направена е и преквалификација на одделни прекршоци за кои досега се казнуваше на лице место, сега се разврстени како прекршоци по кои треба да се води редовна прекршочна постапка. Безбедноста на сообраќајот стана кај нас уште од поодамна општествен проблем. На тој план, нашето самоуправно социјалистичко општество превземат низа напори и мерки како и на кој начин да се обезбеди редовен и уреден саобраќај на нашите патишта, а со тоа и да се заштитат животите на учесниците во сообраќајот. Органите на внатрешни работи, чија функција е да покрај останалото се стараат за безбедноста на сообраќајот, чинат посебни напори во рамките на својата функција, да на нашите патишта во основа обезбедат сигурен сообраќај, потполна заштита на учесниците во сообраќајот, а уедно со тоа и заштита на нивните права и слобода на патиштата. Во рамките на тие напори, како што гледате, и вложени се доста финансиски средства за набавка на техничка опрема. Со оваа техничка опрема сметам дека не само што се приближуваме до современиот начин на вршење контрола на патиштата, туку веќе со ова може да се рече да во потполност технички сме опремени со што нашата ефикасност на патиштата ќе биде далеку поголема, а со тоа и овозможи несметано одвивање на сообраќајот, што во основа ќе овозможи и спроведување на прописите од областа на безбедноста на сообраќајот. Контролата на современиот саобраќај се врши со современи средства. Во напорите да и нашата служба ја осовремениме и да задачите ги извршуваме со овие средства, извршивме набавка на поголем број моторцикли кои ќе ги употребуваме во контролата на саобраќајот. Овој моторцикл со кој ние денеска вршиме обука на нашите работници е изворедно превозно средство, изворедно средство за контрола на саобраќајот и во технички смисол и во оперативен смисол. Во технички смисол тоа е едно возило со околу 600 кубика со 40 конски снаги, а во оперативен смисол најпогодно средство од каде може да се врши обсервација на саобраќајот и да се преземаат секакви мерки потребни за контролата на саобраќајот. Ние денеска заправо вршиме обука на нашите работници во рутинско возење на релација Скопје, Охрид и назад.
после завршувањето на обуката, сите наши работници со своите моторцикли заминуваат во извршувањето на секидневните задачи. Очекуваме дека на овој начин, со овие средства, ние ќе го исполниме задатокот што ни го доверува ова општество. Што се однесува до обуката со овие мотори, иако се доста снажни и јаки во однос на брзина и кубикажа, милиционерите кои ги возат овие, иако за 4 дена брзо е сватија обуката, важноста на таа обука и како што гледате од Скопје довде стигнавме без никакви последици, без никакви киксови, а и мислиме и понатаму да продолжиме према Скопје. Иако е времето кратко, со обзир да поголем број на милиционери кои ги возат овие мотори, возеле и порано. Било тоа да се војачина по-мали мотори, али сепак нивната желба во однос на службата на саобраќај и љубовта кон моторите, тие обука да ја сватија сосема добро и правилно. Во Скопје со ними беше одржан и еден разговор во врска со техничките особини на моторите и околу нивното идно одржување за правилно рокување со тие мотори. Туристичката сезона заврши. Насекаде се сумираат резултатите и се разгледуваат проблемите што се јавиле во текот на летувањето. Охрид, нашето најпознато туристичко место, годинава доживеа вистински туристички бум. Но да им препуштиме на туристичките работници да ги изнесат првите согледувања од оваа туристичка сезона. Иако се уште не постојат дефинитивни показатели за билансните резултати од туристичката 1974 година, сепак врз основа на претходните показатели ние можеме да тврдиме дека туристичката сезона 1974 година представува продолжување на една мощна импулсивна динамика забележана уште од претходните години. Кон ваквата констатација во прилог одат не само натуралните и вредностите показатели кои ги постигнува нашето туристичко стопанство, туку исто така и фактот да Охридското подрачје представува модерен туристички центар со заокружен угостителски и туристички комплекс, со развиена угостителска, трговска, сообраќајна мрежа. Кон ваквата констатација оди во прилог не само постигнатите резултати во натурални вредности и показатели, кај кои се забележува еден континуиран тренд на зголемување, туку и во фактот да Охридското подрачје се повеќе станува модерен туристички центар, со заокружен и функционален угостителски комплекс, со развиена сообраќајна и трговска мрежа и богат културно-уметнички живот во рамките на двете најпознати летни манифестации во Републиката, Охридското лето и Балканскиот фестивал. Охридското туристичко подрачје во периодот јануар-јули реализира околу 340.000 ночевања, што е за 6% повеќе од истиот период од минатата година. Карактеристично е дека во овој вкупен квантум постепено, но се посигурно се зголемува учеството на странскиот туристички промет, кој во последните години влијае се позначајно на масата на девизниот прилив во ова подрачје. Уште поповолен е фактот да во вкупната структура на странските посетители со учество од околу 80% доминираат посетителите од конвертабилните подрачја, при што гостите од Холандија вообичаено се наоѓаат на врвот од листата на посетителите кои најбројно го посетуваат ова подрачје. Заправо,
Престојувањето на голем број туристи, нова подрачје одново ги покрена со сета сериозност сите прашања и проблеми во врска со комплексното и поефикасно решавање на проблемите на изградбата на нови сместувачки капацитети и инфраструктурни објекти, особено канализација и водовод, комуналната хигиена, плажите, трговијата, снабдевањето и слично. Сите овие проблеми сигурно е дека ќе бидат предмет на посебни анализи. За нив ќе расправаат сите заинтересирани фактори и поединци и дека за оние кои се од субјективен карактер ќе бидат предложени конкретни мерки за нивно разрешување. Може да се потенцира дека решавањето на некои од хроничните актуелни проблеми, како што е снабдувањето со квалитетен леп, поефикасното обслужување на моторизираните туристи со сервисни услуги, со изградбата на модерниот сервис на Галеб, како и давањето во употреба на новата бензинска помпа во село Подмолје, се првите презнаци за надменување на некои покарактеристични пропусти. Меѓутоа, остануваат за поадекватно решавање комплексните проблеми од областа на комуналната хигиена, поадекватното уредување на некои клучни туристички локалитети како Свети Наум, Студентише и Канео, како и плажите долж крабрежието на Охридското езеро. Реалните амбиции Охридското подрачје да стане познат не само туристички, туку и центар за развој на здравствениот планински зимски туризам, за кој што постојат природни предиспозиции, императивно наметнува потреба од ефикасно и целесообразно решавање на сите предуслови за прифаќање на позначаен туристички промет. Од идната година Охрид ќе биде поблизок за 160 км од Скопје, поради давање во употреба на модерниот пат Кичево-Охрид. Тоа е уште еден елемент Охрид да стане туристички локалитет не само преку летото да се одвива значаен туристички промет, туку и во вон сезонските месеци. Уште во почетокот на оваа година, ние сите со заеднички напори настојувавме да поуспешно ја дочекаме сезоната, односно заеднички се припремивме да сториме све што е потребно да нашите туристи во сезоната бидат што повеќе задоволни. Настојувавме да отклониме некои недостатоци што во прошлата сезона ни се појавуваја и ми се чини јако нецелосно, али во доволна мера успеавме да отклониме. Иако постоеше едно мишлење дека оваа туристичка сезона во 74 година нема да биде така успешна, крајните резултати во секој случај ќе бидат позитивни. Во одреден временски период годинава, што не беше случај во миналите години, осетивме еден прилично јак притисок на туристи, така да дојде до еден максимум што се поставуваше прашање ако и понатака така продолжи, што ние ќе направиме за приватни, што ние ќе направиме да луѓето бидат безболно, несметано сместувани. Али, завахвалувајќи се на големиот број приватни куќи, приватни станови, ние успеавме да све во ред и без некакви тешкоти го удоволиме барањето на туристите. Приватниот капацитет во однос на хотелскиот капацитет е прилично голем. Само заради упоредба, компарација, да речам тоа, дека во комерцијалното угостителство имаме по статистика 1354 лежаи, а додека во приватните станови имаме негде околу 4500 лежаи. Така да овој голем број на лежаи во приватните домакинства во голема мера ни ја олеснува работата, поготово во летните месеци, кога притисакот доаѓа наеднаш, а хотелскиот капацитет е зафатен од порано со резервации. По завршувањето на сезоната, резултатите во секој случај оваа година ќе бидат позитивни и статистичките податоци тоа ќе го прикажат,
а ние од наша страна ни престои да на пропагандна линија направиме се уште повеќе да наредната година дочекаме поуспешно од оваа година. Иако по правило туристичката сезона за овој регион се смета дека е завршена, за комерцијалното угостителство мислам дека и понатаката трае од причини што во септембар и октобар наставуваат програмскиот дел, онај кој ние го имаме програмирано во текот на почетокот на годината. Продолжуваат стациониран туризам со гостите од Холандија и во месеците септембар и октобар испрограмираните скупови, симпозиуми и конгреси ќе настави, така да два ќе се одржат во септембар и два во октобар. Една втора новина е што во октобар се најавена е поседа и на грчки туристи, а за дочекот на новогодишните празници за прв пат ова година во Охрид, во хотелот Десарет, ќе борават над 220 холандски гости, кои заедно со нас, со југословените, ќе и дочекат новогодишните празници. Од ова мислам дека за комерцијалното угостителство на Охридскиот регион не представува веќе проблем работа во сезона и вон сезона, него неговото работење се протега кроз целата година. За 75-та година веќе се испрограмирани продажните капацитети на иностраните пазари, поново се обновени договорите за престој на холандските гости, кои во 75-та година ќе завземат видно место во реализацијата на нашето предпријатие, а се прават напори да во наредната година се успоставят контакти и очекуваме гости и од Белгија. Втор еден проблем кој ќе треба исто така да се заидне на согледа, тој е што побрзо изградба и оспособување на стручен кадар, заради тоа што денеска тој за нас, односно за оваа привредна грана, представува проблем број 1 и без него било ние какви капацитети да градиме, ќе создаваме такви услови кои ќе делимично ги задоволјаваат барањата на гостите, а од друга страна негативно ќе влијаат на брзиот развој на ова подрачје и на презентирање на сите културни и други богатства кои овој регион ги има.